Фудбалската репрезентација на Македонија напредуваше за едно место на најновата FIFA ранг листа и се наоѓа на 83-та позиција. Македонската репрезентација напредна за едно место во однос на минатиот месец, иако не одигра ниту еден надпревар во првиот месец од 2014 година. Првиот пријателски надпревар македонските репрезентативци ќе го играат на 5 март, кога на арената Филип II ќе ја дочекаат селекцијата на Летонија. На првото место и понатаму се наоѓа европскиот и светски шампион Шпанија. Втора е Германија, а на трета позиција е Аргентина. Меѓу најдобрите 10 репрезентации на светот се уште и Португалија, Колумбија, Швајцарија, Уругвај, Италија, Бразил и Холандија. Олимпискиот шампион Евгени Плушенко поради повреда се откажа од понатамошно учество на зимските олимписки игри и објави дека ќе се пензионира. Годините ми дозволуваа да продолжам, но 12 операции се премногу, изјави Плушенко. Тој на стартот од игрите за Русија освои златен медал во тимска конкуренција, а вчера доживеа тежок пат при изведување на троен аксел на загревањето за кратката програма. Потоа се обиде да направи уште еден, но не успеа. Отиде да се консултира со својот тренер Алексеј Мишин и потоа до кај судиите објавувајќи дека се повлекува. Пред да го напушти мразот, ја поздрави публиката. Плушенко е единствениот лизгач во модерната историја кој освојувал медал на 4 различни олимпијади: злато во 2006 и 2014 година, а сребрени медали во 2002 и 2010 година. 6 надпревари се одиграа синоќа во кошаркарската Евролига, каде на програмата беше шестото коло од топ 16 фазата. Екипата на Фенербахче на македонскиот репрезентативец Боме Келеп ја оствари втората победа во топ 16 фазата, откако убедливо славеше над Кахала Борал со 98-64. Мекелеп за 22 минути игра реализираше 13 коша, 3 скока и 4 асистенции. Прв стрелец во тимот на Фенербахче беше Бојан Богдановиќ со 17 поени. Фенербахче сега е наделва на 6-то место со 2 победи и 4 порази. Лидер на групата е екипата на Барселона со 5 победи во исто толку надпревари. Следен прозорник на бој на Фенербахче на 21 февруари е градскиот ривал Анадолу Ефес. Во другите средби, Олимпијакос го победи Анадолу Ефес со 78-60, Уникаха славеше против Панатенаикос со 87-71, Реал Мадрид забележа гостинска победа против Локомотив Кубан со 78-74, Жалгирис го победи Партизан со 89-77 и Макаби тесно го победи Бајер од Минхен со 66-64. Колото вечерва ќе се комплетира со дуелите Барселона Емпорио Армани и Галата Сарај ЦСКА Москва. Две средби се одигра синоќа во NBA лигата. Кевин Дурент постигна 43 поени во победата на Оклахома Сити на гостувањето кај Лейкерси со 107-103. Тандерси го изедначија клупскиот рекорд од 43 победи 12 порази, поставен од Сиетл Суперсоникс во сезоната 95-96. Лейкерси го претрпеа седмиот пораз поред и се изедначени со Сакраменто на последното место во западната конференција. Крис Кейман и Весли Џонсон постигнаа по 19, а Кендал Маршал придоаде 14 поени и 17 асистенции. Чикаго Булс ја оствари третата победа поред откако нагости славеше со 92-76 над Бруклин Нетс. Гибсон уфрли 16, Бузер 15, а Жоаким Ноа дабл-дабл учинок од 14 поени и 13 скока за биковите. Пол Пирс беше најефикасен кај Бруклин Нетс со 15 коша. Од вечерва па се до недела започнува All-Star викендот во Њу Орлеанс, а вечерва во составот на звездите во поден ќе го видиме и единствениот македонски кошаркар кој воопшто настапувал во NBA лигата, ќе го видиме на All-Star викендот Pero Antić.